приход од 2 милиони динари, small сегмент од 10 до 49, да не го спомнам нели приходот, медиум сегмент од 50 до 249 и ларж сегментот ние над 250 вработени. Воедно ги поделивме во тие, кога кажуваме делиме на дигитални сегменти, тоа се компании, сегментите кои што спаѓаат всушност се компании со висока дигитална зрелост, компании со средна дигитална зрелост и компании со ниска дигитална зрелост. Значи, компаниите со ниската дигитална зрелост, односно се компании кои што според дигиталниот индекс имаат од 0 до 29, односно просечна вредност 21, кој што произлезе, не ги викаме, од истражувањето. Малце подоцна, значи први да го опфатам овој дел, па на наредниот слайд ќе видиме уствари што ни представува дигиталниот индекс и кои групи на дигитални услуги се офатени. Компаниите со средна дигитална зрелост се всушност со дигитален индекс од 30 до 54, компаниите со висока дигитална зрелост се од 55 до 100 проценти. Сакам да напоменам дека доста интересен податок кој што произлезе од истражувањето е дека 28% од компаниите се дигитално зрели, додека пак 30% имаме компании со ниска зрелост. Она исто така што би сакала како такво кој што произлезе од истражувањето да го напоменам е тоа дека всушност на национално репрезентативно ниво дигиталниот индекс испадна со вредност, некоја средна вредност од 41,2%. Ајде сега малце да говориме за дигиталниот индекс, затоа што не на сите можеби да дадеме насоки, значи како го дефинираме дигиталниот индекс и што све спаѓа во при кои групи на дигитални услуги влегуваат при креирање на овој дигитален индекс. Значи дигиталниот индекс нас всушност ни представува еден показател кој што на степенот на самата дигитална зрелост на една компанија. Дигиталниот индекс, значи, го мериме во однос на 10 дигитални области, во случајов, нели збориме во текот на ова истражување. Меѓутоа, ајде најнапред да кажеме што нас ни представува самиот дигитален индекс. Значи, дигиталниот индекс ни представува агрегирана вредност, која што всушност ни представува индикатор за тоа колку еден деловен субјект користи дадени дигитални услуги или пак алатки. Дигиталниот индекс се добива на основ, како што кажавме, на користење на 10 групи на дигитални услуги. Воедно морам да напоменам дека овие 10 групи на услуги, значи 10 дигитални групи на услуги се групирани во 4 категории на дигитални услуги, тоа го нема на овој слайд, ама тие 4 категории на групирани услуги се оние всушност кои што ние ги земавме од секојдневното користење, значи збориме кај нас во Македонија, секојдневното користење на дигиталните услуги, односно присутност и комуникација на дигиталните канали, дигитални трансакции и промоции, дигитална инфраструктура и софтвер и систем на управување со човечки ресурси. Од овие 4 групи произлегува, да кажеме, значи можам да кажам дека субаналитика, нели имаме аналитика на 4 групи, субаналитика од овие 4 групи излегува 10 дигитални услуги, односно 10 групи кои што ги опфативме за утврдување на самиот дигитален индекс. Значи, во поглед на дигиталниот индекс, значи може да видите и на слайдот, значи кои се тие 10 групи: онлайн присуство на дигитални канали, онлайн комуникација, алатки за онлайн комуникација, значи сите овие групи се дел од секојдневната работа, односно ние секојдневно користиме, значи, дел од овие услуги, значи
нели што приватно, што во текот на нашето работење. Меѓутоа, ова истражување покажа колку самите компании се осврнати кон користење на овие дигитални услуги. Како што Билјана кажа, значи еден многу добар пример со фабриката во Штип, запишувањето во Excel или помнењето што нарачале, како нарачале. Значи, верували или не, се уште постојат фирми во Македонија кои што работат на тој принцип, за кој што нели можеме да кажеме, нели да испоставиме дека сето тоа би требало да се промени. Така. Значи, дигиталните сегменти или пак дигиталните профили на компаниите ни представуваат хомогени групи со слични модели на дигитално користење услуги или пак алатки, од кој еден пак од друг, тие пак ни се разликуваат по различните дигитални однесувања и нивото на употреба на дигитални услуги. Значи, овие можеме да кажеме дека во сооднос со нашето истражување, она што излезе како резултат, можеме да кажеме дека големите компании имаат највисок дигитален индекс, односно користат најмногу дигитални услуги и алатки кои што всушност нас ни се опфатени со овие 10 групи, додека пак помалите предпријатија, односно можеме да кажеме соко предпријатијата и СМЕ предпријатијата се оние кои што пак поготово соко предпријатијата се оние кои што пак користат помал број на помал процент на дигитални услуги. Исто така можеме да кажеме големината на самата компанија влие во различното однесување на користење на дигитални услуги алатки. Можеме да земеме пример дека големите компании, значи компаниите кои што имаат над 250 вработени, кај нив нужно се појавува потребата за користење на дигиталните услуги и алатки, поради оптиматизација на работата, ефикасност во работењето и нели навремено извршување на работите и работните задачи. Додека пак кај компаниите кои што можеме да кажеме се помалку, да кажеме до 10 вработени, се применува оној најчесто се применува она работа што Билјана ја напомена. Исто така и дејноста на самата компанија влијае врз навиката на користење на дигиталните услуги. Значи, со истражувањето се утврди дека малопродажните компаниите кои што се занимаваат со малопродажба, помалку користат дигитални услуги. Компаниите кои што се во делот на трговија на мало, исто така помалку користат дигитални услуги. Додека пак секторот на производство и останати услуги, кај нив процентот на користење на дигитални услуги е поголем. Напоминавме дека најголем дел од компаниите во Македонија ти имаат средна зрелост, значи тоа ќе го видиме и на слайдот подоле. Средна зрелост или пак рековме 42% од вкупната бизнес популација, значи која што е опфатено со ова истражување. Исто така интересна работа е тоа што сохо компаниите и стартап компаниите се компании кои што со најголема веројатност би можеле да бидат субјекти со средна дигитална зрелост. Стартап компаниите, знаеме, поради природата на нивната работа, сохо компаниите, оние компании кои што нели се развиваат и кои што би можеле да прираснат во поголеми компании. И како што речи Билјана, мислам дека малите компании се па и најфлексибилни во адаптирање, и тоа е нивната предност. Точно. Значи, ајде да напоменам, значи, тука накратко би напомнала за влијанието на COVID врз целата ситуација, она што го дознавме од истражувањето. Многу интересно беше тоа, да, сите знаеме во еден момент, нели,
работењето со предел од компаниите, а тоа се покажи со истражувањето со со нивната работа во периодот на ковид нели има и пат на работата, пат на приходите, меѓутоа тоа па наметно од друга страна сосема поинакво работење, односно поинакво функционирање на самите компании, со што можеме да кажеме дека поголемиот дел од компаниите веќе со пандемијата им почна да им се развива дигиталната свест. Односно, неминовно, не може би по нивна волја, него целата ситуација наложи да тие се осврнат кон сосема поинакво работење, како што е например работењето од дома, онлайн продажби, значи започна со онлайн продажби, онлайн промоции, кои што онлайн достава до дома, кои што претходно нели дел од компаниите не го употребува. Еве например ќе почнам од ланците на супермаркети, значи започнаа со достава на храна до дома, чисто претходно тоа го немавме, нели? Повеќето бутици кои што не работеа, зборуваме, нели, почнаа да продаваат онлайн, исто со достава на дома. Значи има низ ситуации каде што можеме да кажеме дека неминовно компаниите се осврна кон нели користење на некои дигитални услуги. Еве поаѓаме чист пример и ние, како што и Билјана кажа, значи веќе не прекинавме нели во тој момент година дена немаше патувања во други земји, состаноците ни беа организирани преку Teams, Zoom и други алатки, така да можеме да кажеме дека не би сакала да се изразам лошо, значи не би сакала да ме сватите погрешно, некако да кажам дојде ковид пандемијава, па нас не насочи кон поинаква слика на користење, односно поинаква визија за работењето, односно поинакво навика, не ги смени комплетно навиките во работењето. Па и така е, имаше, мислам дека по социјалните медиуми прашање, нели, кој е најголем двигател за дигитализацијата, меѓутоа за жал не само во Македонија, туку и во широко. Факт е дека ковидот се наметна како број еден двигател, иако нели сите ние се трудиме нели да дадеме допринос за поголема дигитализација на компаниите. Јас би цитирала еден мој колега, среќа што дојде ковидов, луѓето се научија да користат нели одредени алатки и услуги. И се надеваме дека нема да престане. Да, се надеваме дека нема да престане. Значи кажавме најистакнато од самото истражување, дигитални услуги кои што нели се појавија како најистакната употреба, тоа се социјалните медиуми, чет комуникацијата, дигитални кампањи, користење на антивирус, интернет заштита, софтвер за употреба во секојдневните операции и сето тоа, значи, овие неколку услуги кои што дигитални услуги кои што ги направив, доведува до пораст нели во теков на самата пандемија, значи и веќе мислам дека како што пандемијава се стигнува, мислам дека и користењето на дигиталните услуги не се намалува, кое што ме радува, нели? Затоа што луѓето веќе таа навика ја задржа и се надевам дека понатака нели ќе дојде до поголемо користење на овие дигитални услуги. Искрено сите се надеваме. Да. Ти благодарам, Милена, за презентацијата. Јас дефинитивно би се надополнал дополнително од аспект на излагањето на Милена, која што даде опис на методологијата, како се пресметува дигиталниот индекс и кои се главните заклучоци кои што навистина се интересни. Јас мора да напоменам дека навистина кога тимот од Телеком ги анализираше резултатите од истражувањата, дефинитивно многу ни помогна од аспект на што и како да се насочиме и да ги видиме потребите на малите и средни предпријатија од аспект на дигитализацијата. Со тоа што јас би напоменал дефинитивно дека истражувањето навистина е опсежно и детално
и дава една слика детална за статусот на дигитализацијата. И факт е дека има така наречени детални брейкдауни со цел да се видат кои се вариациите, т.е. дигиталните јазови помеѓу сегменти, големина на компании, индустрии, зрелост на компаниите, користењето на дигиталните области, сите тие варианти. Како што напомена и Милена, да, степенот на дигитална зрелост на компаниите во нашата држава е отприлика 40, што е нека средна вредност, меѓутоа кога ќе навлеземе подлабоко по одредени сегменти или по големина на компанија, навистина гледаме значителни вариации, каде што големите и малите компании од 50 и нагоре вработени, навистина го фатиле чекор за дигитализација, меѓутоа малите, а посебно сегментот за СОХО, кој што е од 1 до 9 вработени, навистина процентот на дигитални зрели компании е низок, тоа е 14, и нели еден момент каде што треба да се фокусираме, тоа е 37% од истите се дигитално на ниско ниво. Дополнително, да, кога ќе видиме и целата слика, 30% се компании со ниска дигитална зрелост, како што напомена Милена, репрезентативниот пример е 530, меѓутоа, ако тоа го споредиме со базата од 70.000 компании, значи доваѓаме до некоја вредност од околу 20.000 компании, кои што навистина се на одредено ниско ниво на зрелост, за кое што секако треба да работиме. Истражувањето дава доста детали и по дигитални области или дигитални услуги, и битно е да ги анализираме и така, за да видиме каде навистина треба да се фокусираме. Дефинитивно има работи кои што навистина се застапени кај мнозинството на компаниите, и тука би ги извоил социјалните медиуми, онлайн плаќањата кон други, што е интересно, поради тоа што тоа покажува дека ако има дигитална алатка да ја користи, најголем дел од компаниите ја користат, тоа се за плаќање сметки или режиски трошоци, нешто слично. И да, 77% од компаниите користат некој вид на софтвер, дали е за сметководство, дали е за фактурирање и се, меѓутоа и тоа е навистина една убава бројка што дава надеж, да, можеби во користењето на софтвер влијание имаат и некои регулативни законски обврски, меѓутоа дефинитивно дел од компаниите веќе континуирано ги користат овие услуги. За разлика од нив, кога зборуваме за пониско ниво на користење, би ги извоил користењето на CRM или Customer Relations Management или ERP, алатки за планирање на ресурсите, кои што се навистина 17%, се навистина добри алатки. Мислам дека веќе помината тоа очекување дека тие се алатки само за големите компании, поради тоа што има компании кои што развиваат навистина лесни и едноставни алатки за CRM и за ERP и за мали и средни компании. Други, да речем, услуги или области дигитални со ниско ниво се e-комерцот, каде што во овој момент, според нашето истражување, 8% користат, иако не зависи од индустријата, на никој може ги нема потреба. Дигиталниот маркетинг од аспект на tracking tools како Google Analytics, SEO се доста на ниско ниво. И да, комуникацијата, онлайн комуникацијата со корисниците, најмногу оние веб страни, чат-ботови или веб форми на комуникација се доста ниско застапени, па дури да ви рекол и веб страните како такви, посебно во малиот сегмент се на ниско ниво, можеби тоа е канибализација од социјалните медиуми. Ова е дополнителен слайд, тоа беше за целиот пазар, ова е за најчувствителниот или сегментот со најниско ниво на дигитална зрелост, тоа е СОХО. Истите се заклучоците со тоа што процентите се позагрижувачки, се на пониско ниво. Дополнително брейкдаун може да се направи и по региони, тоа го направивме, за да видиме навистина тој регионален дигитален јаз како да се намали, како Телеком ние и од аспект на конективити на фиксен бродбенд се трудиме тој дигитален јаз меѓу урбани и рурални средини да се намали. Секако следниот чекор е
ублажување на дигиталниот јас и со дигиталните услуги. Тука кога гледаме, ако ги стакнеме региони со најниска дигитална зрелост, тука би биле југозападниот регион кој што е околу 30%, и тука се Вардарскиот и Полог, југозападниот е таа релација Кичево, Охрид, Струга, Тебар, Вардарскиот е Кавадарци, Неготино и Свети Николе. Другите се значително подобри, меѓутоа убаво е кога се гледа и по региони, поради тоа што за некои работи на вистина можеби треба да имаме и регионален пристап. Дополнително дигиталниот индекс или дигиталното истражување направивме поделба и по одредени индустрии. На овој чарт не се буквално сите индустрии, меѓутоа тие индустрии кои што и претходно Милена ги напомена, кои што за нас се интересен податок и кои што дефинитивно може да се земе одреден заклучок каде на вистина треба да се фокусираме. Така да индустрии со релативно низок дигитален индекс се ресторани, кафетерии, малопродажба, тоа се различни видови на трговија за различни услуги, одржување опрема, додека на вистина на солидно и добро ниво на дигитална зрелост е градежништвото, па јас би рекол и голема продажба. Кога ги гледаме профилите на дигитално зрели, паралелно правиме со компании со ниска дигитална зрелост, да, треба да се види дека се гледа дека дигиталните зрели на вистина користат најголем дел од алатките, почнувајќи дека сите имаат веб страни и социјални медиуми, додека најголем дел од нив имаат дигитални сертификати, користат сервери и софтвери за нивното работење, користат алатки за интернет безбедност. Кај дигиталните зрели компании дефинитивно неколку алатки кои што треба да се подобрат се пак CRM и ERP и можеби делот за овозможување на плаќање, каде што недостасува и алатките за дигитален маркетинг, додека гледате доста посива е страната со другиот чарт со компании со ниска дигитална зрелост, каде што за жал има одредени области дигитални или дури услуги каде што никоја од дигиталните компании што се со ниска дигитална зрелост ги немаат веб страна, не овозможуваат плаќање, не користат така наречени дигитални алатки, да користат можеби дигитални маркетинг кампањи, меѓутоа најмногу оние основните преку социјални медиуми, не со ангажирање на агенција или по deep dive анализи. Да, тие користат софтвери, повторно викам, тука може корелацијата и со законски опрески, меѓутоа интересно е што користат и плаќање кон други компании, што значи дека да, ако имат дигитални алатки ќе бидат добри и корисни. Одиме понатака на прашањето дали дигитализацијата помага за поефикасно работење на компаниите. Милена напомена, еден дел од истражувањето беше за COVID и навистина мислам дека има интересни заклучоци. Да, факт е дека COVID-от наметна нов стил на работење и нови потреби. Факт е дека некои компании работи од процес запре. Факт е дека, како што напомена и Милена, многу компании почнаа да работат од дома користејќи дигиталните алатки, како и дека се разбрда тој дел со достава до дома, e-commerce и некои активности кои што се такви. Меѓутоа, уште еден многу добар дел со COVID-от е колку дигитализацијата им помогна на компаниите полесно да се справат со кризата. И ако го гледаме овој чарт, интересно е дека дигитално зрелите компании имале помалку приход, помалку загуба на приход во однос на другите во услови на криза поради, да речам, адаптација на дигиталните компании, и тоа е поврзано со тоа што и Билјана на почеток го напомена, уствари кои се бенефициите на дигитализацијата, и тоа навистина во оваа ситуација со ковидот се виде. Каде сме во однос со другите, навистина нема, ние кога развиваме дигиталниот индекс, нема некој стандарден репер каде што ќе се види нивото на користење на дигитални услуги во другите земји. Единствена алатка таква, меѓутоа доста поопширна, е така наречениот DESI индекс, тоа е Digital Economy and Society Index, меѓутоа тоа е доста поопширен поради тоа што опфаќа конективити,
human capital, тоест колку е човековата сила во државата подготвена за со IT skills, користењето на интернет услугите, овој дел со дигиталните услуги опфатен во тој integration of digital technology и петиот дел е користењето на дигитални јавни услуги за да се пресмета DESI индексот. Меѓутоа, освен за Европа, има извештаи за Западен Балкан, меѓутоа, факт е дека Западниот Балкан се уште каска во овој дел, меѓутоа уште еден предизвик кој што сите стейкхолдери во државата треба да работат на истото е дека при подготовка на тој извештај има многу сиви полиња, што е заклучок дека нема официјални достапни податоци за многу податоци што се потребни во однос на дигитализацијата и тука вакво вид на истражувања и нели со вклученост на сите заинтересирани страни што разговараат за дигитализацијата, дефинитивно треба да биде еден од клучните чекори. Тоа се главните заклучоци со истражувањето, како што реков е опсежно, има доста детали и истото ќе биде на располагање на нашата веб страна, прво како генерални заклучоци, меѓутоа на барање на институции, компании кои што работат со или организации кои што работат со дигитализација, ќе биде на располагање од страна на Телеком и Ипсос со цел нели не само ние да го анализираме, него да ги предизвикаме и сите кои што работат на оваа тема да ги разгледаат тие работи и да видиме навистина што може да направиме заклучок и да продолжиме со оваа континуирана активност како таква. Продолжуваме и понатака повторно како дигитална трансформација, кај што рековме дека не е само да ги искористиме дигиталните услуги, Белјана, така која е таа патека која што треба да ја помина една компанија, дали е мала, средна, за да навистина дигитално се трансформира. Ние го користиме тој базворд често како такво нели се трансформираме дигитално, меѓутоа навистина која е таа патека која што треба да ја помине една компанија за да навистина речеме дека е дигитално трансформирана. Точно. Диаграмот е направен токму како патека, да се види дека е еден процес кој што трае, точки кои што треба да се поминат, план кој што треба да се направи, план кој што треба да се реализира. Заради тоа е направена, е визуализирана патеката како една линија која што е во некаков има свој почеток, меѓутоа нема свој крај, заради тоа што сепак дигиталната трансформација е веќе не е само стратегија, меѓутоа и начин на размислување кој што во континуитет едноставно тоа предпријатие го турка да се развива напред. Почетокот започнува од разбирањето на потребата дека предпријатието треба да се трансформира. Односно, доколку собственикот на компанијата не е убеден дека треба компанијата да направи промени, ништо не правиме. Тука едноставно завршува целата приказна. Свесноста и убедувањето, дека нема најдобро време и едноставно не е тоа за 1.1.2025, него се почнува веднаш и се почнува сега, ако веќе самата компанија не почнала да размислува за тој дел. Тука еден податок што мене навистина ме изненади, од вкупниот број на сите микро, мали и средни компании во Македонија, многу под 50%, некои 20% имаат своја веб страница. Во принцип, во денешно време, да не си на интернет, значи како воопшто да не си присутен, како да те нема. И тоа не значи воопшто да си присутен на социјални мрежи, поради тоа што на социјалните мрежи едноставно тоа не е ваш простор. Тука играта по сосема други правила и по сосема други критериуми. Тоа се сепак приватни компании кои што одлучуваат и на крајот на крштата припаѓаат на едно лице и тие компании Facebook и Instagram одлучуваат како ќе изгледаат утре, што ќе прават со вашите материјали, што ќе прават со тие податоци, дали ќе се трансформираат или ќе се затворат или едноставно ќе се продадат некоја друга компанија. Така што присуството на интернет е едно, меѓутоа имањето на веб страница е сосема друга работа, која што значи адресите и работата, и идентитетот и содржината на тоа работење ја покажува нашата реална слика, односно македонската реалност со тој податок дека само 20% од сите овие компании имаат своја веб страница. Така што и како почетокот
па може би и убедувањето дека треба да се трансформира е сепак клучно да биде апсолутно високо позиционирана во свеста на сопственикот или оној кој што е акционер во компанијата. Потоа неминовно е дека за дигитална трансформација навистина не само ресурси, него е потребно да се дедицира време. За ова се зборува со вработените. Треба да знаат сите хиерархиски ешалони, сите структури. Треба да се информирани за да можат сепак да ја подпомогнат целата таа дигитална трансформација. Потоа многу е потребно да се истражи моменталната ситуација во која што се наоѓа фирмата и степенот на дигитализација, ако воопшто веќе направила некаков исчекор во тој дел. И тука можам да кажам да постојат многу прирачници, постојат многу аналитики на кои што може да се направи тоа, меѓутоа нештата се многу едноставни. Треба само да си направиме сет на прашање и самите себе како компанија да се запрашаме. Како и на кој начин се одвива мојата продажба? Колку операции во мојот бизнис се вршат мануелно, а колку автоматизирано? Каде губам најмногу време? Каде имам најголем травелшутинг? Од каде излегуваат најголемите проблеми? Кои процесите тие? Колку е ефикасно моето производство? Колку време е потребно да се произведе мојот производ или да се испорача мојата услуга? Колку е ефикасна мојата администрација? И што го дае тука? Мојот маркетинг, мојот бек-офис, односно позадински операции, правна служба, продажба, логистика, финанси и едноставно кој од овие горе споменати сегменти се користат софтверски алатки. И на крајот на криштата, да, ја знам дека користиме алатки на споредување, меѓутоа уште повеќе би го охрабрила тој чин на споредување во овој дел, за да имаме сепак некој бенчмарк, за да знаеме како исто предпријатие од мојот сегмент, од мојата индустрија, меѓутоа во блиското соседство, да земеме една Бугарија, една Србија, едно Косово, Албанија или Грција, работи во тој сегмент и чии примери можеме да ги искористиме. Откако ќе го имаме ова како податок за тоа каде се најголемите предизвици во нашето работење, можеме да ги преточиме во план. И тоа не план кој што само ќе стои некаде во нечија мисла, него план кој што ќе функционира откако ќе го запишеме. Тоа е едноставен план, 3 точки. Подмет, прирок, тотално нема потреби од други додатоци во реченицата. Едноставно, не сакам повеќе рачно направени апликации. Не сакам повеќе моите вработени да внесуваат податоци. Сакам овие апликации преку QR код или скенирање да ги преточам во системски дигитални нумерички операции каде што сите податоци ќе можат да се сврзат во еден систем. Значи многу едноставно да не прошируваме некоја листа која што на крајот ќе биде многу нереална или преоптоварена со цели, него едноставни цели кои што ќе бидат мерливи за да не мотивира да се зафатиме со таа инвестиција и со тоа дедицирање на време. Потоа да, треба да се инвестира во најнеопходните дигитални системи. Знаеме дека секој процес да чини, меѓутоа сигурно ако сме веќе релевантно предпријатие и ако сме веќе релевантни во својата индустрија, сигурно можеме да дедицираме некои средства за тој развој. И она исто така што е многу важно е дека треба да се работи со вработените како тим. Тие не треба да пркосат, не треба да се плашат од дигитална трансформација, не треба да се плашат дека ќе ги изгубат своите работни места. Напротив, дигиталната трансформација едноставно е овозможување на поголемо задоволство во работата, односно вклучување на умствениот труд, односно интелектуалното инволвирање во работата, него ли само рачното правење на задачите, да речеме без разлика колку год да имаме одлични вработени кои што супер ја завршуваат столарската работа и се многу талентирани, меѓутоа сепак контролирањето на една CNC машина во една дрвна индустрија и како може многу да придонесе. Потоа, откако веќе ќе се направи целата таа трансформација, треба да се следи, да се анализира напредокот или пак повратот на инвестицијата и да се направи паралела, чекај како бев кога
не бев дигитализиран или трансформиран, како е кога сум веќе дигитално трансформиран. Потоа треба исто така да се применат најдобрите практики. Тука знаеме дека ние во Македонија ниту имаме училиште за дигитална трансформација, ниту библиотеки кои што нудат таква литература, ниту пак имаме емисии кои што зборуваат за тоа, никакви часописи кои што конкретно се фокусираат на тоа. Темата е многу нова, многу млада, меѓутоа сепак да постојат компании кои што тоа го буткаат напред, постојат комори, еве како Масит, каде што голем дел од знаењето и од добрите практики веќе се сплотени. Постојат исто така многу добри македонски примери кои што се на врвот на нивната експанзија, кои што се апсолутно многу добри извозници, кои што се апсолутно примери добри и се 100% дигитализирани. И исто така треба да се користат сепак и некакви бенчмаркови кои што ги имаме, како што кажав, од големото соседство, од Европа, од Америка. И исто така препорачувам претражување на поимите и на сите овие нешта преку интернет, заради тоа што тоа е неприкосновен извор на бесплатно знаење до кој што можеме да допреме. И посекако дигиталната трансформација да не се восприема само како еднократна задача или еднократна инвестиција. Значи тоа веќе треба да влезе во крв. Едноставно треба да влезе во сите понеделнички состаноци, треба да влезе во сите годишни стратешки состаноци, каде што едноставно треба да се планира не само како следната година, него како во следните 5 или 10 години од сега. Постојат 3 клучни елементи на дигиталната трансформација, а тоа се, значи, прво, луѓе, па потоа неколку места празни, па можеби стратегија и технологија и big data. Меѓутоа, без добро подготвени луѓе, без луѓе вработени, зборувам, кои што можат внатрешно во компанијата да ја изнесат дигиталната трансформација, без дигитално писмени или пак без да поседуваат дигитални вештини, за жал овие процеси нема да можат да се спроведат. Ќе треба навистина многу време и тоа е во принцип најголемиот процес кој што е кочничар на дигиталната трансформација. И во принцип да, секогаш исто се препорачува доколку ги нема висинските луѓе во една компанија, едноставно да се ангажира аутсорс, кој што може ова да го спроведе, без да се оптеретуваат интерните ресурси на компанијата, или пак препорачувам да се ангажира консултант кој што може многу полесно да ја спроведе фирмата, да ја покаже вистинската патека, алатки кои што кореспондираат на подобра и побрза дигитална трансформација. Второто е апсолутна стратегија, каде што бизнис стратегијата веќе треба да биде дигитална стратегија и тоа треба да тангира секоја пора на компанијата и бизнисот. И трето е инвестирање во технологија и big data, во cloud системи, во системи на вештачка интелигенција, во алатки за виртуелна реалност, заради тоа што без разлика, тоа не треба да се развива од почеток. Сите овие системи постојат, треба да се набават и само да се имплементираат и да се инкорпорираат во работењето. И дополнително моите совети, прво и основно фокусирајте се на клиентите и на нивните очекувања. Значи знаете дека можете да понудите многу подобра услуга на дигитален начин. Вклучете ги сите вработени, како што кажав, заради тоа што дигиталната трансформација не е нешто што една личност само треба да го работи. Потребен е тим за ова и потребно е нивно комплетно вклучување. Ако немаат, инвестирајте во нивните дигитални вештини и научете ги како треба да работат со системите и со софтверите, без разлика колку добро и колку талентирано ја прават нивната работа. Подпрете се на аналитика. Ова е многу важно поради тоа што живееме во време на многу податоци, сме бомбардирани со многу информации. Треба да почнеме да се информираме за системи и за софтвери кои што можат да ја обединат да ги обединат сите податоци, сите информации од нашата компанија и да ги филтрираат на начин како што нам ни е важно да ги видиме. Знаете што,
еден германски бизнисмен секогаш по крај на работното време се враќа дома, погледнува во телефонот и гледа статистики, чартови, графикони и веднаш знае каков бил перформансот на неговата компанија во реално време, во истиот ден, додека едно мало предпријатие кај нас во Македонија се јавува кај сметководителот да ги побара тие информации, кои што му вели дека не е си уште месецот консолидиран, не се спремни сите извештаи, дека дока е 5 или 15 следниот месец ќе му каже каков бил перформансот и успехот на неговото вработење во изминатиот месец. Че колку е тоа спор, колку е тоа неконкурентно, колку тоа не забавува во дело да не знаеме што тоа имаме со што располагаме. Па дури еден селс човек не знае дали го добил или не го добил бонусот, поради тоа што чека да се заврши месецот и да види како софтверот ќе го isпроцесира сето тоа, меѓутоа не го знае во реално време кога и продажбата на вистина се случува. Така што и не се плашете од експериментирање. Промените кај многу луѓе значат па да не го загубам бизнисот, да не го загубам клиентите. Знаете, многу луѓе, посебно еве имам една сениорска клиентела која што ме разбира вака, сака да дојде во како го да е, филијала, експозитура, агенција, продажно место, едноставно не работи со картички, секогаш со готовина. Значи, има една поговорка која што вели како вие налагате, така луѓето и прават, односно што вие наметнувате, таква култура и тие ќе прифатат. Едноставно ќе увидат дека без разлика на стимуланси кои што се актуелни пандемии или ситуации на пазарот, едноставно ако вие не ја покажете добрата пракса и подобри услуги преку дигитализација, верувајте дека никој нема да има зошто да ви ракоплеска по тоа. Така што експериментирањето може да се заврши само на добро и верувајте дека од секое едно имплементирање на нова алатка или пак на нов начин на работа, не можете да знаете што таа придонела и што таа какво влијание имала воопшто на бројките во бизнисот. И посекако бирајте партнери и бирајте провајдери на услуги кои што нудат дигитални решенија и од кои што можете навистина многу да научите. Супер. Ти благодарам, Билјана, поради тоа што дефинитивно мислам дека посебно таа чек-листа на прашање е доста корисна и навистина секоја компанија прво пред да почне да размислува треба да ги помине, да, одлично луѓето се клучот и треба да работиме можеби на тој growth mindset, но јас би рекол и да бидеме похрабри можеби како нација за да експериментираме и да пробаме да видиме што таа промена би можела да носи. Токму така. И уште една нешто, оваа брошурка која што е патека за дигитална трансформација на македонски на англиски јазик, напишана на многу едноставен начин за тоа како една компанија може да се дигитализира со листинг на сите алатки, со она што постои во секој домен од работењето, е достапна на страница на Масит, заради тоа што и за таа IT комора во Македонија е работена и е достапна апсолутно за сите. Супер. Ти благодарам уште еднаш. Благодарам. Пред да одиме со, да речам, прашањата нели од присутните, уште само кратко еден дел што Телеком презема во овој дел од аспект на дигитализација и да речеме следни чекори што ги презема и повторно и во овој дел кога ги направивме, ајде да речем нашите акции, започнавме со истражувањето. Видовме што од истражувањето како такво се заклучоците и што се, да речем, главните предизвици на компаниите, така да, кога ќе го погледнеме слайдот, може да се види дека главните предизвици на компаниите, ако може само слайдот да се покаже и на екранот, главните предизвици на малите и средните компании при дигитализација се 76% рекле цената, 57% поддршка при имплементација и нели користење на дигиталните услуги и едноставноста за користењето исто така е значајно според одговорите на испитаниците и затоа се водевме токму од това и сите активности што ги направивме вклучувајќи ги овој вебинар и вебинарите што следуваат се согласно овие заклучоци, да, што правиме ние, како друго, како што реков и на почетокот, имаме вебинари дигитализација сега, која што концептот е интересен, каде што ќе има можности за демо услуги, меѓутоа и пробување тест услуги дигитални кои што ги нуди Македонски Телеком.
ја подобруваме корисничката поддршка и подготвуваме видео туторијали како објаснување на користењето на дигиталните услуги. Истражувањето кое што го подготвиме заедно со Ipsos ќе биде јавно достапно со цел сите, нели, да може да го поминат за да разбереме кој ни е статусот. Кога зборуваме за вебинарите, да, следува уште неколку кои што се на поконкретни теми, каде што ќе имаме дискусија и со компании што ги користеле услугите, меѓутоа и презентација на самите услуги. Како се користат и кои се бенефитите од нив со цел, нели, малите и средни компании па и останатите секако на лице место да видат што е како е. Да, еден од предизвиците беше и цената, и затоа во овој период, ако сите мислам дека знаете по медиумите, имаме кампања за бесплатни 3 месеци за одредени дигитални услуги што ги нуди Македонски Телеком, и тоа се безобврски, што значи дека да, секоја компанија може да одбере некоја, па дури може да ги земе и сите овие услуги, за да 3 месеци види, проба, навистина, која од нив навистина и треба. Јас искрено верувам дека услугите се така поставени да на најголем дел на компаниите дефинитивно 2 до 3 услуги дефинитивно би фитувале во нивното работење. Тие услуги се да исто во насока на истражувањето во области каде што во овој момент како држава сме на пониско ниво. Едната услуга е InOne, заедно со нашиот партнер R3. Тоа е дигитална услуга за дигитален маркетинг и e-commerce. Другото е алатката на Microsoft Office 365. Понатака имаме дигитална услуга за електронски фактури и подпис. Тука е и виртуелниот сервер, како и SafeNet Office, кое што е, нели, алатка за безбедност. Сите тие имате можност да ги пробате 3 месеци бесплатно и без обврски, се со цел за да ги осетите и за да видите навистина кои се бенефитите од нив, секако со заедничка поддршка на тимот на Македонски Телеком. И да, кога доваѓаме на крајот, факт е дека согласно целата дискусија и претходно, меѓутоа и на овој вебинар, дигитализацијата е клучот за успех и трансформација, и факт е дека дигитализацијата е новата промена. По природа, луѓето секогаш, голем дел од луѓето, кога има промена, има некој подсвесен отпор, меѓутоа да, кога зборуваме за дигитализацијата, дефинитивно е неопходност. Само би го цитирал целото на Accenture, кој што извади одреден, да речем, статистички податок, дека од 500 Fortune најголеми компании глобално кои што биле во 2000-та, дури пола во веќе не постојат. Зошто? Поради тоа што едноставно не се трансформирале, не ја прифатиле дигитализацијата, и факт е дека и глобален тренд е дека тој кој што нема да се качи на возот наречен дигитализација, навистина ќе има предизвик дали ќе опстане. Само би ја цитирал една од моите омилени цитати, премногу е старо, Чарлс Дарвин, меѓутоа дефинитивно одговара и на денешнината, тоа е дека да, не се најаките, па ниту најинтелигентните тие што преживуваат, туку оние кои што најбрзо и најдобро се адаптираат на промените, а денешната промена се вика дигитализација. И за крај, ќе завршам само со неколку билборди кои што пред неколку недели беа низ нашите градови поставени од Македонски Телеком, и тие беа поставени во смисла на цитати на одредени еминентни луѓе во нивното време кои што, да речам, се опонирале на промените кои што се случувале тогаш. Као пример, коњот е тука да остане, автомобилот е само во мода, или пазарувањето на далечина ќе потврди. Кој би сакал да слуша актерите како зборува, тоа го изјавил директорот на Warner Bros во тоа време, или нема причина зошто некој би сакал да има компјутер дома. Изјави кои што се на еминентни личности, кои што во овој момент изгледат навистина смешно. Затоа пораката е да бидеме на вистинската страна на историјата сите ние и да го започнеме сите заедно тој процес на дигитализација, поради тоа што да, дигитализацијата како таква јас би ја нарекол патување. Меѓутоа патување кое што не е трка кој прв ќе стигне по дигитализацијата, туку
ниту еден од нас да не заостане во тоа патување, туку сите заедно да водиме. Ви благодарам на присуството. Се надевам дека го задржувавме вашиот интерес. Следуваат и уште многу различни дискусии и анализи на темава. Ве поканувам да го видите истражувањето кое што ќе биде објавено на нашата веб страна, така да може да одиме со одредени прашања. Повторно викам, во недостиг на време, ако не ги одговориме сите, секако ќе ги пратиме одговорите на мейл. Само да видиме дали и какви прашања има. Едно прашање, дали на најмалите компании на вистина им треба дигитализација? Еве јас ќе почнам, па може би Билјана и Милена да се надоврзат. Да, и ние кога гледавме истражувањето се види дека најмалите се и, речам, најмалку дигитализирани, кои ги гледаме дигиталните области, дефинитивно гледаме и прашањето е дали на вистина тие десетина дигитални услуги сите им се потребни на најмалите компании. Јас би рекол да, дефинитивно, со тоа што да, може би некој ќе рече да, зошто му треба Customer Relation Management систем и тоа е доста скапа алатка. Меѓутоа, повторно викам како пример, во денешно време има и многу поедноставни, помали дигитални решенија наменети баш за мали и средни компании да фитуваат за нивните потреби и да, таа инвестиција што ќе ја направат во тој систем дефинитивно ќе им се врати доколку навистина квалитетно ја користат. Да, тука може би треба, како што напомена и Билјана, сапорт дали од компанијата добавувач или може би од консултант за да се навлезе, поради тоа што не е само да се купи дигиталната услуга, туку навистина да се користи, да се видат бенефитите. Не знам дали би додале. Многу интересно прашање и во принцип токму дали на најмалите компании им треба навистина дигитализација или дали на најмладите компании им треба навистина дигитализација, а што со оние старите или кој е подобен да почне со било каква дигитализација. Дефинитивно на сите им треба дигитализација, поради тоа што дигитализацијата се смета како алатка за подобрена конкурентност. Да имаме подобра шанса како македонска компанија да се бориме со сите оние истоветни, истоиндустријски провајдери на истите услуги, меѓутоа кои што доаѓаат сепак од општества кои што се многу подобро дигитализирани и со многу поголемо искуство во дигитализација од нашата. Така што дали мала или голема и што тоа значи? Мала со 10 вработени, мала со 5 вработени, малечка со мало портфолио на клиенти или пак со една или две услуги, на сите им треба дигитализација поради тоа што сите операции што се прават рачно може да се дигитализираат и да се заборават. Така што целиот тој труд што го правиме рачно, откако ќе се дигитализира, може да се искористи како време во нешто сосема подобро стратешки да се направи. Така што мала компанија има само многу поголеми предности да се трансформира поради тоа што треба да помине да обучи помал број на вработени, да испроцесира помал број на процеси. И едноставно сето ова може да го направи бесплатно или пак без премногу голема инвестиција, затоа што се оно што е дигитализација само по себе не значи огромна инвестиција и дека тоа само може да ја насочи или да го потроши профитот или приходот на таа фирма. Ти благодарам. Добро, да одиме на друго прашање или Милена? Мислам дека да, Билјана каже тоа што беше поинтата, би кажала дека баш малите компании треба да се дигитализираат спрема мене. Малите, значи говоревме со кои сме компаниите, представуваат поголем број на нашата економија. Так. И баш поради таа причина тие треба да се дигитализираат. Да, тука се во право пред тоа што кога ги гледаме бројот на компании во апсолутна вредност, малите и средни компании се, па да речеме 80% и тие се, па да речеме еден дел двигател на економијата и секако би поради тоа е нужно малите компании да се дигитализираат. Добро, ви благодарам. Одиме на другото прашање. Колку време е потребно да се направи дигитална трансформација на една компанија? Ова, мислам, за Билјана би било прашање или... Дефинитивно, уште едно одлично прашање. Колку време е потребно да се направи
дигитална трансформација на една компанија, доколку зборуваме за комплетна дигитална трансформација, тоа е процес кој што, ако зборуваме за размислување, планирање, избор на стратегија, дефинирање на стратегија, дефинирање на инвестиции и реализација, може да биде и процес кој што ќе трае години. Значи, зборувам година или две. Меѓутоа, има одредени процеси кои што траат се на еден клик или едноставно за кои што е потребна само една минута. Например, сакам да сум поврзана со моите вработени во секое време, едноставно треба само да им активирам или интернет на нивните телефони, или пак нивните акаунти да ги ставам во еден систем и веќе сум завршила работа за многу брзо време. Меѓутоа, доколку сакам да имплементирам софтвер кој што не постои, или пак сакам да направам надградба на постоечкиот софтвер, за кој што процеси се потребни на вистина од 6 месеци до 1 година, заради тоа што заклучно со изборот на провайдер, реализацијата, како и тестирањето, имплементацијата, тоа сепак значи на вистина многу. Нормално е дека таа инвестиција и таа надградба на софтвер трае помалку во една малечка компанија, меѓутоа трае многу повеќе, например во една голема банка со 60 експозитури распрскани на сека страна од земјата, каде што минимум 2000 вработени исто така треба да бидат информирани за тоа што значи новиот софтвер и што значи тој нов тука е предноста на малите кога веќе се насочиме на малите компании. Е предноста заради тоа што првенствено не се акционерски друштва и не се акционерски одбори. Одлуките течат многу подобро. Сме свесни, се договараме, имплементираме, потоа веќе нешто на проектен менеджмент во насока на време и форма кога сите овие работи, сите овие процеси треба да се завршат, тестираме и едноставно услугата веќе ја испорачуваме на тој начин. Меѓутоа, нормално дека за сесија е потребно време, помало или поголемо, едноставно знаеме дека во следната година ќе имаме повеќе капацитет и да се обратиме кон повеќе компании и да обслужуваме многу повеќе клиенти и едноставно да пазете, дигиталната трансформација исто така има импакт на тоа да стимулираме нови вработувања, како и нови работни места, нови интелектуални кадри во нашата компанија. А за тоа нормално и се зголемуваат нашиот промет, нашите приходи, исто така и добивка. Супер, ти благодарам, Билјана. Добро, уште едно прашање, каде треба да аплицираме за услугите да ги земеме бесплатно од Телеком? Да, добро ова прашање за мене. На нашата веб страна telekom.mk, која ќе се оди на делот за деловни корисници, има посебен дел за деловни услуги, каде што за секоја дигитална услуга има краток опис и има форма каде што треба да ја пополните, да испратите мейл и нашите агенти ќе ве контактираат. Дополнително има и посебен дел на веб страната на деловни корисници кој што се вика бирај, штиклирај, дигитализирај, само со марк на услугата која што навистина ви интересира. Ги наведовме услугите за кои што има 3 месеци бесплатен период, напоменувам, без обврски. Едноставно штиклирајте ги, пратете ги, пополнете таа веб форма и нашите агенти ќе ве контактираат и се надевам дека ќе го осетите бенефитот од истите. Уште едно прашање, што треба да се направи во сегментите со низок индекс на дигитализација? Овде е сухо и мало продажба. Да, значи како да се направи, да речеме, можеби фокус. Ние кои разгледувавме извештаите, навистина ги одвоивме тие делови, можеби како следен чекор. Меѓутоа не само Телеком, тука дефинитивно и сите други институции што работат на дигитализација, секако коморите, како што се Стопанска комора, МАСИТ, Американска комора и други, меѓутоа и други организации што работат на темата, заеднички во најслабите делови кај што има дигитален, јас ова е мое размислување, сметам дека треба да се направи посебен фокус за да се види мајндсетот и навистина нивните потреби, како што рече Билјана, ако зборуваме за одредена индустрија, да отидеме малку по deep dive, за да видиме
како оди процесот, кој е нивото на размислување на нивните вработени, за да кастомизираме посебни digital journey на тие вертикали, за сокои малите, да, тука може би навистина е поголем предизвик, поради тоа што да, ако има компанија со 5 вработени, првиот одговор секако ќе рече, па мене не ми треба, меѓутоа со кастомизиран пристап каде што ќе ги видиме кои се тие први моменти кои што се, ајде да речем, easy to use, за почеток мислам дека би биле првите чекори со тој кастомизиран пристап, не знам да. Така. Добро, до останатите прашања може да ги одговориме на мейл, поради тоа што мислам дека веќе времето минува, сепак е работен ден, па баш ме точно една минута ќе ни простат присутните. Милена Билјана, ви благодарам на убавиот разговор, се надевам дека го задржавме вниманието. Продолжуваме со темата дигитализација сега и со другите вебинари, меѓутоа и со други активности кои што не само Телеком, повторно викам, активност која што сите заедно чинители треба да ја вршиме и верувам дека сега е моментот каде што може да постигнеме на вистина значителен исчекор кон дигитализација сега. Благодариме многу. Ти благодариме ние. Фала ви, пријатно. Пријатно.